Здраво и добро дојавте уште едно предавање по општа хемија. Оваа епизода ќе почнеме да збориме за термодинамика. Значи веќе почнуваме со некои потешки теми. Сега термодинамиката може да биде многу комплицирана и многу тешка за сваќање, но ќе пробам да објаснам што е можно полесно. Значи термодинамиката, просто кажано, изучува промената на енергијата при некои хемиски и физички процеси. Сега некој ќе праша што е енергија? Енергија многу е тешко да се дефинира, значи и да прашате физичари, они ќе ја дефинираат како што е по книга. Енергија е способноста да се врши работа. Значи ако вршиш некоја работа, ти имаш некаква енергија. Сега важното, што тоа ќе го научиме термодинамикава, е дека енергијата во универзумот е константна. Значи постојана, значи не може да се зголеми ниту да се намали енергијата која е во универзумот или во некој изолиран систем. Но таа може да преминува од една форма во друга, значи има различни форми на енергија и една во друга тие може да преминуваат, но секогаш нивниот збир, значи кога ќе земеш ова плюс таа, нивниот збир секогаш ќе биде на константна вредност. Што мислам со тоа? Ајде да земеме неколку примери ќе земеме, значи еве да го земеме сонцето. Сонцето е звезда. Така имаме едно сонце. Звезда, односно нашата звезда, сонцето. Сега внатре во звездата има нуклеарни реакции, нели имаме атоми на водород, имаме кои прават атоми на хелиум, значи они ќе си направат атоми на хелиум и со тоа се ослободува енергија. Сега ова може да речеме дека е некоја нуклеарна енергија која потоа се ослободува надвор топлина. Сега топлината може да се пренесува со помош на конвекција, кондукција или радиација. Сега од сонцето се пренесува преку радиација, бидејќи нема некои други атоми, некоја друга порушина тука низ која може да се пренесува, бидејќи е вакуум. Да се пренесува во вид на радиација, во вид на електромагнетно зрачење и стига до нашата планета. И сега тука имаш атмосферата, имаш тука доле планетата Земја. Сега најголем дел од тоа енергијата што се пренесува од сонцето преку радиација, односно електромагнетното зрачење, односно светлина, која нели ултравиолетова видлива светлина, инфрацрвена. Најголем дел ќе се рефлектира назад во вселената, но еден дел нели се задржава во атмосферата и со помош на конвекција нели го затоплува воздухот, но дел од тоа пак поминува и стигнува доле до планетата, каде што доле имаме растенија. Односно имаме листови на растенијата и внатре во тие листови тие си имаат хлоропласти во кои има хлорофил и со помош на оваа светлина они претвараат од CO2, значи имаме CO2 плюс вода H2O, со помош на оваа светлина што доаѓа прават шекери, односно тоа е C6H12O6 плюс O2 кислород. Значи оваа нуклеарна енергија се претвори во радиациона, која се претвори овдека во топлинска во атмосферата, која се претвори со помош на растенијата во хемиска, која е затворена внатре во молекулата во вид на шекери. Сега можеме да идеме уште подалеку, односно тие шекери ќе се најдат во некое овошје, кое ти тоа овошје ќе го изедеш и тие шекери ќе завршат во твојот организам, кои понатаму како хемиска енергија ќе се користат за извршување на различни процеси, односно за да ти да се движиш, односно ќе се користат за механичка енергија. Имаш електрични сигнали во мозокот, значи имаш електрични сигнали, односно за еден вид на електрична енергија, а вишокот па исто нели се складира во како масти, значи имаш адипоцити, тоа е еден вид на клетки кои складираат масти, значи вака може да ги нацртаме, тука има такво јадро и овдека се собираат мастите, која понатаму ти можеш да искористиш за повторно да вршиш некоја механичко движење. Сега ќе речеш, па добро, ќе направам механичко движење и толку се потроши енергијата, не остана константна. Не е така. Значи ти добро си направил некоја механичко движење, ти сега со тоа механичко движење, например, се движиш, предизвикуваш триење на воздухот. Со тоа триење ти ја загреваш атмосферата, значи атмосферата станува многу потопла, ќе ставиме како црвена боја за да индицира топлина. Исто не само што атмосферата станува потопла, но таа хемиска енергија ти ја користиш и за телото, односно телото има постојана температура од 36 до 37 Целзиусови степени. Значи ти си како една печка која оди и постојано ја грееш атмосферата. Значи таа хемиска енергија се претвори во топлинска енергија. И сега ако ти би ја собрал сумата на оваа топлинска енергија што си ја ослободил, на механичката енергија која исто преминала во топлинска, на енергијата што е затворена внатре во клетките, значи таа хемиска енергија што е од растенијата,
топлинската енергија која е во атмосфера, топлинската енергија, односно радиационата која се рефлектирала надвор од планетата, радиационата енергија која доаѓа од сонцето и нуклеарната енергија која почнала од сонцето, пак ќе добиеме константно. Значи енергијата никогаш не е изгубена, само преминала од една форма во друга. Можеме да идеме дури уште подалеку. Еве сега да речеме дека ти си тука и држиш некој сад со вода, ти го држиш бидејќи имаш сила, таа сила дошла од некој растение кое си го изели, некој животно, а тоа животно прехно изело некој растение. И сега да речеме оваа вода овдека има потенцијална енергија. Ако ја историш таа вода, значи ја историш и сега водата паѓа овдека на некоја перка, додека паѓа има кинетичка енергија. Кога ќе падне перката, ќе почне да врти, така, перката, односно тука некој пропелер, тој ќе почне дека да се врти околу некоја дадена оска, таа оска ќе почне да се заграва, ќе оддаде некоја топлинска енергија, која да речеме ќе се изгуби некаде во атмосферата. И сега ова тркалото фактички прави ја претвори во механичка енергија. Основно механичка енергија представува еден вид на меѓузбир помеѓу потенцијална и кинетичка, но сега од тоа се претвори во електрична енергија. Значи имаме сега струја, таа електрична енергија може да стигне од твојот дом. И сега, например, таа електрична енергија стига до некој си даден шпорет и пуштиш шпоретот, и сега на токата, електрична енергија ќе се претвори во топлинска, каде што ќе се загрее токата и ти сега ќе направиш, не знам, ќе имаш некој тенџер, ќе си направиш ручек, имаш некој. И сега тоа ти кој ќе го изедеш, тука веќе во него има хемиска енергија, таа енергија пак ти ќе ја изедеш и ќе добиеш пак енергија и пак се врти едното и те исто. Значи овдека ќе се изгуби топлинска енергија во атмосферата, но константниот збир ако се ова би го собрал и почна да се враќаш назад, бидејќи овдека од жица кај што поминува струјата, овдека има некоја си минимално губење на топлинска енергија. Ако би ја собрал целата енергија, пак ќе се вратиш на една константна вредност. Значи вредноста секогаш ќе биде константна. Односно енергијата во универзумот, односно во некој изолиран систем, секогаш е иста, значи не се добива нова енергија и не се губи енергија. Ајде да земеме уште еден пример за да докажеме дека се зачувува енергијата, значи да земеме некоја си основа кај што ќе закачиме едно клатало, значи ќе земеме тука имаме кој јаже и сега тука имаме некоја топка која ќе ја закачиме. Сега знаеме дека ако го пуштиме, ќе почне да се клати натаму, ќе дојде до тука топката, понекогаш се врати некаде до тука, па ќе отиде натаму, ќе застане тука и со тек на време ќе се стабилизира тачно под доската каде што сме ја поставиле. Сега некој ќе рече, па ете изгуби енергија, почнавме со енергија, застана на ништо, значи остана на нула, изгубивме енергија. Но не е баш така, значи кога сме почнале, значи да земеме тука топката и сега да речеме ја држиме со раце, овдека имаме само потенцијална енергија, значи имаме енергија која е потенцијална, дури се движи топката, потенцијалната енергија преминува во кинетичка, значи енергија која е кинетичка, која ќе стигне до некоја си дадена дестинација, пак станува таа потенцијална. И сега постојано го прави се тоа, се дори не застане во една положба, нели кај што ќе застане од центарот и каде што имаме само потенцијална енергија. Сега ќе кажеш, па добро, пак се изгуби енергијата? Не, бидејќи тука се движи тоа топката, има триење. Нели со воздухот, бидејќи тука имаме атмосфера и имаме воздух. Има триење и поради тоа триење дел од енергијата се губи како топлинска. Значи се губи како топлина во воздухот. Се загрева воздухот. И ако тоа е многу мало бидејќи има мало движење. Ова не е некоја си голема сила за клаталово. И пак ако ја земеме таа топлинска енергија плюс енергијата што се искористила за движењето, ќе завршиме со почетната енергија. Значи никогаш не се изгубила енергијата, едноставно преминала од една форма во друга. Затоа ако би можда не ви текнало ова, ако земеме еден пиштол, така, и испукаме куршум, ама тоа да го испукаме во Вселена. Значи каде што немаме планета, значи немаме гравитација, нема молекули на воздух кои се наоѓаат околу куршумот, кои би го успорувале, кои би имало триење, и нема молекули на кои ќе се пресонели топлина. Што ќе се случи? Епа куршумот ќе лета бесконечно. Добро, нема да лета бесконечно, бидејќи ќе застане со тек на време, поради минимално губење на енергија, но ќе ја задржи енергијата со која сме почнале многу долго време. Зошто? Зашто нема како да ја пренесе. Значи имаме куршум кој на почеток почнали со кинетичка енергија, така сме му дале, и сега не може да ја пренесе во потенцијална, бидејќи нема некое гравитационо поле, бидејќи е вакуум, нема тука атоми на некој газ на кој може да се пренесе триење, односно се пренесе топлина преку конвекција, така да нема како да ја пренесе својата енергија и само си останува со таа постојана енергија, бидејќи енергијата нема да се изгуби. И куршумот ќе си лета, така до крајот на универзумот.
Значи важното што ми е да запамтите дека енергијата не се губи и енергијата е константна во еден даден изолиран систем и дека таа само може да преминува од една форма во... Сега, постојано спомнувам некакви системи. Сега ќе збориме за три генерални системи. Односно, систем всушност представува дел од природата кој го наблюдуваме, односно која е цел на нашата обсервација и кој има некои си јасни граници кои можеме да ги дефинираме како такви. Сега, што е отворен систем? Значи, отворен систем е, да речеме, дека имаме некоја шиша и сега во тоа шиша имаме, да речеме, кисела вода. Така, имаме кисела вода. Сега, ако може низ тој систем да излегува материја, бидејќи кога имаш кисела вода или имаш меурчиња, тие меурчиња идат нагоре, тоа е бидејќи меурчињата се е CO2 газ, нели, CO2 и сега тој газ пробува да излезе, односно имаме губење на атоми, односно имаме губење на материја. Ако имаме губење на материја, ако имаме например губење на енергија, сега од тоа CO2 нема, од ова кисела вода нема некој губење на енергија, да речеме ако имаме губење на топлина, тоа се нарекува отворен систем. Бидејќи имаме губење на материја и имаме губење на енергија. Сега, што е затворен систем? Значи, ако имаме затворен систем, и сега тука имаш кисела вода. И сега да речеме, оно пак ќе си има некои мурчија што ќе идат, ќе се насобира гасот во овој тука простор, но секогаш ќе си остане затворен во границите на системот. Значи, ова ако речеме дека е системот, тој секогаш ќе остане тука затворен, нема да се замине. Но кога например ја загрееме киселата вода, што нели не би препорачал, бидејќи ќе се зголеми волумен, бидејќи стане газ, може да експлодира. Тогаш ќе се губи топлина, бидејќи ова не е изолиран систем, само е затворен систем, значи енергијата може да се отиде од тој систем. Значи шишето ќе биде топло, нели ќе можеш да го пипнеш со рака, односно се пренесува топлина од внатрешноста на шишето кон надвор. Значи енергијата се губи. Сега што е тоа па изолиран систем? Значи изолиран систем е кога не се губи ни материја ни енергија. Сега немаме некој целосно 100% изолиран систем, значи најдобро изолиран систем што можете да видите, например, овие што ги имате термоси за кафе. Значи имаш термос и внатре си ставаш кафе и да ти стои кафето топло или чај или нешто. Зошто е тоа? Бидејќи помеѓу внатрешниот зид и надворешниот има вакуум. Значи овдека е вакуум и сега тој вакуум не дозволува да се пренесува топлината преку конвекција и кондукција, односно мора да се пренесува преку радијација, односно преку инфрацрвено зрачење. И со тек на време ќе се изгуби некоја топлина, но при долго време кафето ќе ви стои топло. Но сепак има некоја минимална загуба на енергија. Но општо земено, ако немаме загуба на материја и енергија, тоа се рекува изолиран систем. Значи изолиран систем е универзумот, бидејќи универзумот е самиот универзум, нема кај да бега материјата и енергијата, нема нешто надвор од него. Значи можеме да го сметаме како совршениот изолиран систем. Значи тоа беше се за денешното предавање, основно за воведел во термодинамика. Тоа што треба да запамтиме дека енергијата во универзумот е константна и дека може само да се менува од една форма во друга. И да разликуваме три општи системи, значи имаме отворен систем каде што имаме размена на материја и енергија со околината и дадениот систем, имаме затворен систем каде што имаме само размена на енергија со околината и изолиран систем каде што немаме ни размена ни на енергија ни на материја со околината. Изолиран систем е всушност универзумот. Ние, например, како луѓе, ние сме отворен систем, бидејќи губиме материја преку со самото издишување ти губиш материја, нели губиш CO2 и губиш постојано и енергија, топлинска енергија, бидејќи имаме внатрешна топлина. Ви благодарам што гледавте, ако сметате дека научивте нешто ново, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода и како секогаш останете љубовни. Поздрав!